Почитувани, добар ден, ја почнуваме црвена линија. Секојдневно сме сведоци на една цена на рафта, друга на повисока на каса. Различни цени, скриени попусти, намалена грамажа, а продавачите забораваат да ја сменат цената во системот, да ја тргнат старата цена или се правдаат новата цена паднала, покриена е со старата цена. Граѓаните со право се револтирани, не само што треба да водат сметка за секој денар, туку често се чувствуваат излажани и понижени на каса. Дали некогаш сте се почувствувале излажани или понижени на каса поради разлика во цена? Пазарната инспекција апелира да се пријавуваат нерегуларности, но дали тоа навистина носи резултат? Новите законски измени ги обврзуваат сите трговци од маркети до аптеки и продавници за техника јавно и транспарентно да ги објавуваат цените на своите веб страници. Но дали оваа мерка донесе ред? Дали купувачите го користат бенефитот од законот и дали навистина имаат пристап до реалната цена пред да купат? Кој е одговорен кога на каса ќе платите повеќе отколку што пишува на рафтот или на самиот производ? Зошто цените во маркетите се мистерија? Ги проверувате ли цените на маркетите на нивните веб страници? Цените на сајт, цените на рафт, цените на каса. Кои се вистинските? И секако тоа е сушност централно прашање и како што гледате денес малку и повеќе прашање и сакаме да го споделите вашето искуство пред се како потрошувач и купувач. Имаме и прашање кое што дел од денешната анкета на црвена линија за оние кои што еве не знаете се уште. Можете активно да учествувате во секоја една наредна анкета на црвена линија. Доволно е да го следите нашиот профил на Инстаграм, како и профилот на Телма телевизија и да кликнете на Инстаграм стори. Штом кликнете на Инстаграм стори, анкетата ќе се појави, а изгледа вака. Денес прашуваме дали ви се случило да платите повисока цена на каса отколку што пишува на рафт. Денес имате 3 опции за одговор. Под А – да, под Б – не сум приметила или под В – не. Значи, доволно е да кликнете на одговорот кој што е ваш и секако да не заборавите дека до крајот на ова издание на црвена линија резултатите ќе бидат соопштени и пресметани во проценти. Очекуваме да бидете, како и во секоја едно издание на црвена линија, исклучително активни. Драго ми е веќе укажаме на тоа што се повеќе имаме и гледачи кои што досега никогаш на ниту една контактна емисија не се јавиле, но кога станува збор за темите кои што ги поставуваме, а граѓаните, тоа сте вие кои што и како имате одговор на нашите прашања, верувам дека денес повторно ќе ви има во огромен број. 023070005 е бројот што ви треба за да дадете одговор на денешните прашања на црвена линија и една молба секако на самиот почеток да укажеме на основното техничко правило, а тоа е веднаш по вртењето на нашиот број задолжително да се намали тонот на ТВ приемникот. Па да почнеме. Добар ден. Ајде, Тинке. Поздрав до вас. Со вас почнуваме денес. Па ја ќе те поздравим од Шара и ќе знаеш кој се јави. Секако. Од Шара, не од Шара. Верувам дека ви е убаво. Но еве кога пазарувате во маркетите, дали еве ви се случило ова за што зборувам? Ден се шо видов ја. Имате јаболка. Една цена за овија, една цена за овија. Имате помаранчи, една цена за овија, една цена за овија. Имате мандарини, една цена за овија, една за овија. Па имате тамо тиквици, краставици, тоа е една цена за овија, една. Како може да има, да речем се вака, кои се поскапани или кои се тази, кои се какви цени ставаат, ја не знам у маркетите. Јас си кажам, ја научи по Швајцарија како се купува. Ако ви треба 3 јаболка купувам, 3 помаранчи. Не прашувам за цена. Ме разбирате или нешто? Ама кој ќе дојде да купим кило ориз, кило брашно, кило зејтин, кило тоа е гледа во цените. Ме разбирате што сам те кажем? Некој ќе ги брани, сега ќе рече, па тоа е слобода на пазарот. А замислете ја на касата, полускапани банани, полускапани компири, полускапани, ја не знам која цена им ставаат тамо.
Затоа топлина ќе докаже, ќе видиш дека повеќе ќе фрламе храна у ѓубре, у отпад, зашто не пуштаат цена. Благодарам многу за учеството со вас и го почнуваме ова денешно издание на Црвена линија и сега го ќе ви посакам убав престој на Шара. Ние сега се враќаме онаму каде што денес Црвена линија сега кој ве каниме да споделите ваши лични искуства, особено мора да признаеме дека сме сведоци на вакви ситуации каде што имаме една цена на сајт, една на рафт, но на каса кога ќе дојдеме тогаш се случува да ни биде наплатено сосема друга цена. Па според вас пред се дали ги проверувате цените и дали ве забележувате вакви промени, односно од рафт па патот до каса цената се менува. Добар ден. Добар ден, Тина. Па еве господине Роме, кај вас во продавниците во Биџево како е? Ја Драсајца од едно село до Биџево. Така, Зашто кај нас немат продавници. Добро, каде пазарувате? Во близу е тоа Драсајца. Со точак вода. Така, и па како е таму ситуацијата? Таму исто како на други места. Сега ќе више една цена после друга. А на каса трета. Така е кај нас. Немат ред по држава. Не е како порано. Ние да си имавме своји производи, зашто земјава наша е златна земја. Зашто тие производи, пример во фамилијата моја, ние садевме јаболка. И во време на Југославија ни носеа гајбиња и кој ќе наполнеме, ќе дојде да ги земет и ќе ни платеа пари. Сега да си имаме ние своји производи, не да увозуваме од странство тие скапи производи скапани за никаква. И може целото се направени. А помод имаш своји производи. Порано во Југославија имаше земјоделски задруги. Скоро во сите. И тоа беше. И ние задевме корничони и одевме во едно село Лива, платеница така. Сега немат земјоделски производи и народот не работат и затоа ќе купуваме од оние отровни производи. И скапи и отровни. Ајде, како реагираат, да речеме, кога ќе забележите дека од рафтот сте виделе една цена и сега кога на сајтот пишува друга цена, а на каса ви наплаќаат сосема трета цена? Што може да правиш? Не ти се тепаш само. Што може да правиш? Благодарам многу, Роме, за вклучувањето во ова денешно издание на Црвена линија. Малку ќе ве прифрлам и на социјалните медиуми, сега кој тоа е простор каде што можете да бидете активни, да давате одговори, сега кој е во ова денешно издание, да слушнеме што би се рекло од прва рака, од гледачите како граѓани, потрошувачи, каква е вашата реалност кога влегувате во маркет, дали ви се случува да видите една цена на сајт, да видите една цена на рафт и додека пристигнете на каса да ви биде наплатена сосема друга цена. Црвена линија вака изгледа на Facebook, значи еве сегогаш низ фотографија, гледате еве изложивме и потрошувачи кои што меѓусебно си коментираат во однос на проблематиката за која што зборуваме денес во Црвена линија, а ние и прашуваме дали ви се случило да платите повисока цена на каса отколку што пишува на рафт. Пишувајте коментари како и секогаш во рамки на ова издание, меѓу вклучување гледачи во живо ќе бидат читани коментарите. Па да ве слушнеме во продолжение. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, Мирослав по телефон. Господине Мирослав, еве во однос на темава. Во однос на темава, значи тоа нема веза, икс пати нема веза рафтот и касата. Да разграничиме тоа. Еве, поново дојде темата, може има 2 месеца кога сум спомнал дека државата треба да влезе у игра, како беа што беа Центројугославија. Видете, во Ниш се отвори сега стокомат. Во Ниш, пред колку има, недела дена, ги попамети со цените. Значи Ниш оп друга работа е сега во икс маркети. Сега, затоа сум рекол икс пати, државата треба си преде. Нека отвори, вре, ако мисли за народот, нека отвори овие маркети, како што беа поново да кажам Центројугославија. И тука можеме ние да добиеме. Ова не, пари су скупе, ако сте гледале зоне за Фирско. Пари су скупе. Подобро им е пари да ги ставите во джеп.
Јас сум работил 17 години трговија во Србија. Еве сега ќе открием една ситуација. Инспекторите пред одмори хара да го наполнат джебот, да отидат на одмор. Во октомври месец кога ќе се потрошат, поново само тогаш они акаат и казнуваат и се го трпаат и джебот. Нивни. Сум имал ја икс ситуација такви кај што сум ги ранил и повише некојаш било за нив него за мене. Државата додека не влезе у игра, ако стака за народот, ништо ова ние само ќе си тарабуњаме да ме извидите на зборот по телевизија. Благодарам многу, драго ни е што се вклучувате и нема да го употребам тој збор. Секако драго ни е што сте активни постојано и што сте дел од Црвена линија. Секако овој простор и оваа емисија е наменета само за граѓаните. Тоа значи дека вие секогаш од другата страна, од прва рака што се вели, можете да споделите искуство и да дадете одговори на прашањата на Црвена линија. А еве денес и ве прашуваме дали ви се случило да платите повисока цена на каса, отколку што пишува на рафт, дали ви се случува да видите една цена на рафт, една на сајт, а сосема друга да биде наплатена на каса. Кој е одговорен кога на каса ќе платите повеќе отколку што пишува на рафт? Како еве реагираат и како го решавате тој проблем? Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Сега вие сте во Црвена линија. Кажам, секој ден ми се случува. Не знам, у секој маркет кој ќе влезам, веќе дури ми е срам, меѓутоа прашувам прво. Затоа викам колку е ова, дали е од тоа. Дали не е овој производ, било до овој, не било таа фирма, било онаа фирма. Неколку пати ги зимам цените, им ги вадам, каде што им се дури им ги носам на каса. Значи, не знам што да кажам, секој ден се случува, ми се случува ова. И стално веќе на дури некој во овакво што довија, што се на каса, дури така не сакат ни да ти кажат кога ќе го прашаш. Дали е таа цена или вона, так само лизга на тоа овакото кодот и не сака дури ни да ти каже. Значи, катастрофа ме видена. Не знам ја што прави инспекција. Таа пазарна инспекција, па луѓе бре, ако нема, дајте вработите повеќе вработени во пазарна инспекција и нека идат, нека ги вгледат, па негде кам нема ни цена. Дури им кажувам, викам ова ви е волку, вие ми го наплаќате толку. И пуно пати го оставам. Кога ќе видам дека не пуно пати стално. Ако видам и ако прашам, ако не е точно, им го оставам и готово. Значи, катастрофа е, не знам каде да кажам за негде дека е во ред за некој маркет. Едино стокомак така малку потаму се до сега, како да видам, цените до сега таму не сум имало, меѓутоа не е толку многу. Меѓутоа овие другите маркети, значи секој ден нема за некој производ што пишува една цена, да отидеш таму да ти каже овако, ако не прашаш, после ќе си видиш у тоа. Добро, еве кој е одговорен според вас кога ќе ве пречака поинаква цена од она која што ја пишува на сајтот и на рафтот, на каса? Па кој имаат менаџери маркетите, имаат предпоставени. Значи, мора некој да работи. Не може тој да работи и на каса и да менја цени и овона. Така, благодарам многу за одговорите и еве што го споделивте вашето искуство со гледачите на Црвена линија. Ве подсетувам, пишувајте и коментари, тоа се одговори секако споделени искуства во однос на темата, така да наскоро ќе почнеме и со читање на вашите одговори на Facebook. Подсетувам, профилот е Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија редовно ги објавува темите за кои што зборуваме со вас. Добар ден! Здраво! Здраво! Па еве, дали ви се случило да платите повисока цена на каса од онаа на рафта, уште поразлично од онаа на сајт? Да, се случило, тоа е вистина, али не сум правил проблем. Зашто? Затоа што ќе изгорат касетата таму или колешките нејзини. И претежно работникот работи према газа, што ти каже, како викате на Србине, вези коњак де ти газа каже. Така и они функционираат. А инаку тоа треба да се удри по джебот на газата, ама пак ќе кажам, оние казни што се у проценти. Значи, зависи колкав е деликтот. Значи, ако е тежок деликт, многу повисока казна му удараш у проценти. Према приходите што ги добива у текот на месец дена или на година дена. И ако има, да речеме, приходи од 1.000.000 евра у месецот,
70% удри го, 700.000 евра, данк по джепче и ќе размисли утре дали цената е таа што е на сајт, на рафт, или оние флаерчиња што ги делат, или нема да биде така. Значи, казнивост, систем на казнивост нема. Видовте самите си изгласа парламентарците закон за неказнивост, за било какво злодела што ќе направат, никој ништо не им може. Така да сега тој што треба тие работи да ги спроведува е првиот што е криминалец. И сега сакате инспекторите или било кој да вршат работата. Како ги вршат? Плюс у западниот дел на држава е анархија. Кој сме таму некој што да им каже, да им писне, да им пререши. Па на клоци ќе го изседат надвор. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Еве ќе почнеме со еден интересен коментар кој што е напишан секако на нашата објава на Црвена линија. Иста е објавата како и на нашиот профил, но на профилот на Телма телевизија на Facebook. И тука прашуваме дали ви се случило да платите повисока цена на каса отколку што пишува на рафт. Еве што напиша Туркан и Биши. Затоа што на рафт ги забораваа да ги тргнат цените, а на каса со кодот, што го има артиклот, куцаат на каса и плюс ако ја земете сметката да ја прегледате, ќе видите на сметката уште некои дезодоранси што не сте ги купиле се куцани. Практично, еве, Туркан споделува дека според неговото искуство не само што може да ви се случи поинаква цена од она на рафтот, туку во рамките на фискалната сметка може да се најдат производи кои што се искуцани, а не се составен дел од она што сте го купиле во маркетот. Игор Миленковски пак напишал едноставно многу често. Да ве слушнеме во живо. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме, да, Тина. Повелете во Црвена линија сте. Не бе, темава ти е убава, супер. Значи, едни цени имаме на рафтот, кој ќе дојдеме на каса има друга цена, а и така и денес ќе ми се случи, купив некој производ, беше 139 денари, на каса го куца 144 и викаме имаме инспектори, а во сите тие маркети има супер ревизори, кои што знам, проверуваат, надуваат и кај ќе се жалеме никако, само да си плаќаме ние и тоа е. Еве, дали сте реагирале на веќе кога сте дошле на каса, сте побарале предпоставени, кој е според вас, да речеме, одговорен поради ваквата ситуација? Прво е одговорен, мислам, покрај шефицата што е таму, е тој супер ревизор кој што поминува преку секој ден таму и ги гледа тие цените. Никој не ги казнува. Нити во маркетот, нити тие супер ревизори кои што ги има по сите тие маркети. Убаво кажу и претходниот гледач, ако ја провериме сметката, може ќе најдеме и некој лимонче плюс ако не сме го купиле. Добро, дали ви излагаат во пресрет, еве и тоа да слушаме како го решавате тој проблем или замижувате, па така динар по динар сотка си одат, знаете? Па така, денеска 4-5 денари, утре 5 денари, 10 денари, преку неделата 100 денари. Тоа е. Добро. Па ако е тоа се, благодарам. Фала ти на... Благодарам и за учеството и драго ми, еве, треба вака да изгледа Црвена линија, онака како што почнавме, бидејќи денес не само што сте гледачи, туку сте и активни граѓани, потрошувачи. Секојдневно сакале, некеле пазаруваме низ маркетите, низ продавниците и она што е секако реалност и неретко се случува е да речеме на сајтовите да видиме една цена на рафтот, да видиме друга цена, додека пристигнеме на касата веќе да видиме многу повисока или поинаква цена. Благодарение на еве гледачот кој што името му е Туркан и Биши, неговиот коментар, тој укаже на уште еден факт, а тоа е дека доколку се провери сметката, неретко се случува на сметката да се најде и артикл кој што воопшто не сте го пазарувале, а пресметан е во цената. Добар ден. Добар ден. Извинувам, повелете, ве слушаме. Се слушаме? Да. Вака сега. Јас прво гледам да најдам артикул што го барам, не ја гледам цената. Ке си пазарам, колку ќе пазарам артикли, ќе си ја земам сметката,
И кога сум слободен, чинам со сметката, врати се, по рафтоите ќе си ги прегледам артиклите, дали рафтот и сметката моја се исти. Не сум нашол грешка. Добро. Има некој што кажува такви случаи, ги куцат, или некој не гледа, или некој може да го преди. Има. Тие може ги ценат и купувачите, на кого може да му подвали, на кого да му укради. Мене што ми се случувало порано? Ќе напазарам роба за 2000, 3000 и на крајот касиерката сакаш ќе се? Зашто ме прашуваш, викам? Се плаќа, нели, порано? Зашто ме прашуваш, викам, куцево сметката? Се плаќа. Се плаќа, цела роба ќе ја оставам на рад, ќе си заминам. Многу сум принципиелен. Сега, толкава роба сум напазарил 3000 денари, пример, и сега за 1 денар или 2 денара се плаќа кесите. Куца не ме прашувај. Од друга страна те прави будала, за 2 денара сакаш се. Уште не... Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме со вас во живо и наскоро ќе продолжиме и секако со коментари. Бидете активни на Facebook. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добар ден и убав ден. Најубав ден. Да се надоврзам уште нешто. Може. Значи, не можам да, како да кажам, потекло не може да се најде на робата што ја купуваме. Значи, мора и тука да се оргира, мора тука да има казни за сето ова што се случува, затоа што викам мора да има инспекција. Значи, инспекторите мора да си работат, прво да влезат, потекло на робота да се види, казна, нема опомена. Нема, значи, мора на секоја роба да има потекло. Дали е овошче, дали е зеленчук, дали е паковано, не ме интересира. Значи, јас не можам да најдам со тепево од барање, да дури она ситно носам лупав, да прочитам потекло на роба. Значи, не знам што да кажам, на било кој производ. Значи, ние толку кај нас не се подметнува тоа, овако така да не знаеме од каде што не е битно, ти стави потекло, ако сакам ја ќе купам, ако не ќе нема да купам. Значи, мора тоа да го направа. Значи, тоа е нешто најкатастрофално, можам да кажам од све. Значи, мораш да купиш, купуеш, плаќаш, а не знаеш тоа дали ти го сакаш. Кој го сака, зима, не гледа сака, тоа е друго. Меѓутоа, потекло мора да има. И овако со рок на употреба. Со тие рокови на употреба е, не знам, тоа ситни, не можеш да најдеш букви ни на потекло, ни на употреба. Значи, инспекција пазарна мора подхитно да иде и да прави ревизии и да казнува. Додека не ги казниш ништо напред и цените. Мора да се види цените дали се совпаѓа. Благодарам за одговорите и повторното учество во Црвена линија. И имавте можност да видите практичен пример, доколку нели оние предвидени 90 секунди не ви се доволни за да образложите. Секој од вас е добре дојден и повторно да го заврти нашиот број 023070005, но имајте секогаш во предвид веднаш да го намалите тонот на телевизорот. Се префрламе на Facebook, драго ми, благодарам, навистина сте активни, тоа и го очекува Црвена линија од вас, па еве ги и одговорите на профилот на Црвена линија на прашањето дали ви се случило да платите повисока цена на каса отколку што пишува на рафт. Дени Митов го напиша следното. Поздрав до цела телевизија Телма. Благодарам, поздрав и до вас, господине Дени. На државава и фали некои од ланциве големи маркети како Lidl, Kaufland. Тие се регулатор на цени и квалитетна услуга. Сум работел во ланец на такви маркети во Словенија, на сувомесни и млечни артикли и знам колку само се потресуваа ако има нешто со поминат рок. Благодарам, Дени, за споменатото. Еве интересно и во однос на тоа какви одговори давате. Црвена линија секако ќе зема во предвид да направиме и посебно тема во однос на потеклото, квалитетот и роковите и декларациите на артиклите. Но денеска зборуваме за цените на артиклите. Ке подсетиме дека неретко се случува да сме сведоци да видиме една цена на сајт, друга цена на рафт, а додека од рафт сме го превзеле производот и сме пристигнале до каса, на каса да не пречака повисока најчесто цена од
онаа која што е на рафтот. Па според вас кој е одговорен за ова? Дали ви се случило овакво нешто? И секако еве благодарение и на оној коментар се сподели уште едно искуство, ќе го надоврземе, а тоа дали при контрола на фискалната сметка сте увиделе дека има и артикли кои што не сте ги купиле, а се пресметани. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Да, јас сум македонец кој што живе во Торонто, Канада, и ако дозволите да ви пренесам искуство од кај нас. Секако. Доколку цената е јавно објавена на вебсайт или на флаер, тогаш таа цена е валидна. Секоја друга цена не важи. И доколку вие дојдете со продуктот и касиерката ви скенира друга некоја цена, вие доволно е да покажете дека на вебсайдот на незината фирма има објавена другата таа цена за која што вие го купувате производот, и таа мора да ја прифати таа цена, а тоа дали е скенот ќе покаже нешто друго или дали на рафтот има некоја друга цена, во тој момент е неважно, затоа што не се ажурирани тие податоци. Ако е крив за тоа, тоа е фирмата, затоа што кога ја поставиле јавно цената на вебсайт или ја планирале или ја испечатиле на флаерот, тие не стигнале или пропуштиле по некоја прилика да ги сменат цените на рафтовите или на скенот што треба да ги направи. Така да, тука не треба да има никаков проблем. Тоа што е јавно објавено, тоа е валидно. Се друго не. Еве како се спроведува ред во Торонто, тоа исто да слушнем. Има ли многу инспекции, како изгледа тоа кога станува збор за маркетите? Ма тука воопште и дури нема потреба за инспекции. Кај нас е да ви кажам уште нешто. Фирмите толку се борат меѓу себе за да добијат што повеќе клиенти. Правилото на црвена линија за жал е 90 секунди. Огромно благодарам. Драго ни е што го споделивте вашето лично искуство со оглед на тоа што живеете долго време во Торонто, и драго ми е што еве се не гледате и секако се вклучувате во оваа денешна дискусија. Ве охрабрувам повторно да го завртите нашиот број, да секако се доискажете во нови 90 секунди. Тоа е правилото за жал на црвена линија, но мора така да биде, за да можеме да ве слушнеме што е можно повеќе, за да се креира нели јавното мислење и она што граѓаните имаат да го кажат исклучиво во црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Господине Живко, како сте прво да прашаме? Добро. Видите, подобро објаснување од човекот што се јави од Канада, бидејќи сум шетал Европа. Нема потреба кој ќе, ама таму се живее во држава, а овде не во банана држава. Имено, на темата, точно ми се случило. Али пазете, трговците се толку итри, што го гледам тоа и сум се вратил. Имаш ти еден раб, ти вели вака, роба со, да речем, со рок кој поминува, да речеме, уште неколку дена. И сега ти одиш на каса, знаеш дека еве пример ќе земеме јогуртот 100 денари бил 70, али таа си наплаќа 100 денари. И дома читаш и се враќаш со тоа. А извидите дали јас не знаев дека од тој рафт си зел роба. Не само јогурт има, тоа е мешталка, тоа е невидено чудо, тоа е не знам како да ти кажам. Второ, во мала продавница, во мало населено место, па инспекторот си седи и си мези и се си прави, продавача нити фискални сметки издава, ниту ништо. Имаш секогаш 50 кила ориз, за пример, во продавницата, а преку тие 50 кила кои треба да се зарначат, поминуваат 500.000 килограми. Крај нема. Нема крај на ова. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Останете со нас. Ве префрлам на Facebook и ќе подсетам, драго ми е, пишувате и секако коментарите ќе се обидеме во време трајање на црвена линија сите да ги прочитаме. Еве и Даница Богоевска што напиша во однос на прашањето дали ви се случило да платите повисока цена на каса, отколку што пишува на рафт.
Тина, добар ден и вам, Даница. Кај нас во Шведска се случуваат такви аномалии. Треба секогаш да си ја проверите сметката. Касиерите имаат код од некој артикл и може да го вметнат во средина на белешката. Најмногу треба да се внимава на составот на робата и датумот на, овде пишува трет, најверојатно се мисли на датумот на производство. Благодарам многу, Даница, што еве споделувате како е во европските земји, а имавме и гледач кој што еве ни кажа како е во Торонто, односно дека она што стои официјално и објавено на сајт е главно правило која цена треба да биде наплатена на каса. Кога сме кај цените на сајт, ќе потсетиме дека постојат нови законски измени кои што ги обврзуваат сите трговци транспарентно да ги објавуваат цените на своите веб страници. Пајде да слушнеме уште повеќе вклучувања, одговори и искуства од вас. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Македонијан. Да. Ме слушат? Се слушаме? Да, продолжете. Благодарам. Овака, прво ние мора да се сложиме и да признаеме. Сите сме досега излажани не поеднаш, барем најмалку по 10 пати. Ми се има случајно, што се вика, земам корпа, возрастен сум, не можам секој ден да одам, одеднаш ќе натоварам магарето, речеме на корпа и немам шанси да ги проверам цените, дали нешто ми напишала, допишала и така натака. Меѓутоа кога ќе дојдам дома, ќе ставам окалките и ќе видам дека од тие барем, ако не барем 3 до 4 производа имаат повисока цена од оно што сум го гледал на самиот рафт. Ми се има случајно да речеме земам вино и посебно кај тие вината има најмногу дубари, значи се савеници, така се цените и викам во виното пред да окажам колку ти е? Па таму пишува дека е за 50 денара поевтино. Не, толку е, така, врати го назад. Значи има тому, али цела корпа, со најдека 3-40 производи натре, нема шанса да проверам сметка да тука и некој да ме чека мене. Значи сакам да речам нешто друго ми е поентата. Ако некој земе, прикрие роба и го откријат, 10 струко плаќа. Да може, значи истото да важи за касиерите, ако минат. Благодарам за учеството, за активното секогаш учество во Црвена линија. Потсетувам, само внимавајте на тајмерот, но и ве потсетувам дека можете се додека траеме повторно да се вклучите. Одеме на Facebook, продолжуваме со одговорот на Атиче Маликеве што напиша: цените на сајт, цените на рафт, цените на каса, која е вистинската. Граѓаните не треба да бидат детективи за да дознаат колку на вистина ќе платат. Законите постојат, но контролата и казните очигледно се слаба точка. Купувачот треба да биде заштитен. Ако на рафт пишува една цена, а на каса друга, важи пониската. Немаме време секој ден да споредуваме цени на интернет, државата да се ја заврши работата, а маркетите да бидат коректни. Ке вметнеме секако преку коментар, од тоа беше всушност и одговор на ова прашање на еден од гледачите, кој што еве укажа на една малку и поинаква состојба од ова за што зборуваме, а тоа е на сметката фискална на каса. Ако ја проверите, не ретко може да се случи да има и артикл кој што е вметнат, а не сте го испазарувале. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Добар ден, убав ден, среќен ден и се натака. Вака јас ќе кажам се, јас сум секој ден во продавница, нели? Нормално е дека ние немаме производство дома, што сме постановили, 90% од луѓе во секој ден по продавници, ако не повеќе, барем за едно лепче. Ова е секаде исто. Што сакам да кажам? Прочитав случајно, чисто информативно го прочитав еден сајт од една фирма, од овие продавнициве. Знаете како беше напишана тој ценовник нивни? Имаше леп, па штета, па риба, па суво месо, па... Значи немаше еден ред на тој сајт од која го даваат, нели? Треба да кажат леп, ваков, таков, шо, бел, плав, полубел, полузелен и така натаму. Па да се стават паштети, па да се стави вино, па да се... Ова беше така измешано, што ми падна смешно кога прочитав тирење, кашкавал, па чорапи. Интересна работа.
И друго што мене малку не ми се допаѓа во целава оваа работа е тоа што како почнаат сега да го мерат ориз 900 грама. Чоколадо 180 грама. Абе каква е таа математика, не ми е јасно. А цената е иста, и кога беше 200 грама, и кога беше 180 грама. Значи, тоа ми е невкусна работа. Значи, за 20 грама се правиме сега евреи, нема шанси. 100 грама ориз, 90 грама, 900 грама, 90 денари, 120 денари и така натаму. Најненормална работа тоа само кај нас може да го има, никаде на друго место. А што однесува за ценеве врска нема. Благодарам за учеството. Знаете, особено вие кои што сте секојдневно со црвена линија, автоматски се исклучува тајмерот, но благодарам за споделеното. Емилија Арсовска еве што напиша на Facebook. Се е токму така, а кој да води сметка? Никој од надлежните не контролира. Мерките, се извинувам, на владата се само на хартија. Греота за обичните граѓани. Оние другите не знаат ниту една цена. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Па која е вистинската цена? Па како што тргнала работава и како што се носат глупави закони, ниједна не е вистинската цена. Него онаа која си посакува собственикот или оно што е вработен да му ги формира цените и зависи во кој дел од денот ги внесува во системот. Затоа што продавачката не може да внесува цени и не може да наплати артикал ако го нема на каса, затоа што се чита со баркод. Може само на место 1 да ви наплати 10. Нас тоа ни се случило, меѓутоа корекцијата беше веднаш прифатена и добивме извинување. Инаку, точно е тоа дека цените си ги формираат овие во маркетите, собствениците, да речам, или газдите, или... Не може продавачката, како продавачка, да формира цени. Да не ги обвинуваме тие на каса, да ни биде јасно. А за грамажата, грамажа 900 грама или 800 грама пакована роба или чоколадо, наместо 180 грама имам и 90, тоа го има уште пред 2010-та. Јас имам маркет и тоа почна тогаш. Цената, значи, за да не ја коригираме грамажата. Ние сме, знаете, специјално нешто обучени за да манипулираме со законите, не само во трговијата, него општо во државата. Тоа произлегува од се наши политички партии, што се на власт или што сакаат да дојдат, и за тоа така ни е цела состојба. Благодарам, пријатно. Големо благодарам и вам за учеството во црвена линија. Еве што напиша Даница Богоевска. Се извинувам, што напиша Виолета Михајлова. Ми се случило повеќе пати и секогаш реагирам и инсистирам до крај да ми се наплати цената на рафтот. Не се согласувам со исказот на претходниот гледач. Што не ке се тепаш, се додека вака размислуваме, ни нема спас. Благодарам и вам, Виолета, за споделеното. Продолжуваме со вас во живот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па видете, вака не можеме касиерката да обвиниме кога веќе ќе стигнеме на каса за нешто што баркодот го отчитал. Значи за цената на баркодот. Цената на баркодот стига, баркодот се формира некаде во централата на маркетот, а тоа е ланец на маркети и тој со едно дугме прицка ги крева цените на производот и тие цени се креват во сите маркети. Значи нема тука нешто што го решава продавачката или ова. Продавачката сега може навреме да не примети дека цената е мената, оти треба да го листа цело време компјутерот, па да ги менува цените на рафтовите. Тоа е малце безвезно. Меѓутоа, сепак, тие прифаќат, а евентуално, ако не ни се допаѓа цената, прифаќа да го вратиме производот. Значи, тука се фер. Продавачките, бидејќи тие се обични извршители, нема зошто да ги окривуваме ни. Јас не ги окривувам. Едноставно ќе му стигни дојава во самиот компјутер, ќе му стигни дојава тој филан баркод, ќе кошта толку и тачка, тоа е тоа. Значи нема што
да обвинуваме таму. Нема кој за обвинување. Не знам, то цените само се крават секај ден. Тука веќе нема што да правиме. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Ке ви споделам што надополни повторно Виолета Михајлова, напише: одговорни се продавачите и мора да има казни за да се доведе ред. А Драгана Илиевска го напиша следното: цените не се сменети зашто нема доволно вработени, а тие што се треба и на каса да работат, и цени да менуваат, и роба да редат, и муштери услужуваат и така натаму. Благодарам и на Виолета и на Драгана за одговорите и активното учество. Добар ден. Ке подсетиме секако дека во последно време се разбира направени се и нови законски измени кои што ги обврзуваат сите трговци од маркети до аптеки и продавници дури за техника јавно и транспарентно да ги објавуваат цените на своите веб страници. Па еве, дали ги проверувате цените на веб страниците? Дали гледате една цена на веб, една на рафта, друга на каса? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, во секоја поголема продавница треба да има лице вработено, кај што ќе можеш да се пожалиш. За пример, јас зедов во Китков еден моцарела парченце, 80 намалено беше цената. Одам, уште попат да се напијам, неги моцарела обзавам, тоа е здраво нешто. И да ти кажам, сесто смрдеше, тврди. И сега ќе денеска да го вратам. Каков е рокот на производот? Добро, уште е во рокот. Него ни видов. Абе, мириса на умрен глушец. Смрди, неверојатно ме болеше стомакот и не појдов на работа. И мислам, работам сезонски нешто. Важно колку треба да има лице таму вработено за поплаки во секоја поголема продавница. Ај, кокошките ефтини беа 200 неари, ама сумнива е таа работа пак. Ако е сторок и она, не знам, нема инспектор, инспекторите се напикани во некои канцеларии во градот, тоа за Гевгелија зборам. Треба да ги бараш, па за ова, па за оно, и не функционира. Таа професија е најпотребна, а не функционална. Нема ли, кај ќе го најдем, скајзам кај мој канцеларит, кај да се жала? Кажи ми тоа треба и да во самиот центар, строгиот центар на градот да имат канцелари, не? Скриени, па ќе ги бараш, па ги нема, па... А може и не струјат, не знаем ни што е, како е, нема како... Благодарам за учеството и за она што го споделивте како искуство. И еве, соодветно на она што зборувавте во однос на квалитетот, односно рокот на производот, еве што напиша Дени Митов. Вели, тоа се големи маркети кои може да си ги покријат своите загуби. На робата која е пред истек на рок и прават акции, и во текот на една недела може да има 2-3 такви акции. Значи тоа се продава упола цена, а ако влезете во маркет околу 16 часот, тоа се што било на акција се распродало. И сега е време да ги погледнеме рекламите. Секако останете понатаму со нас, оглед на тоа што треба да ви ги соопштаме и резултатите по рекламите од денешната Инстаграм анкета на Црвена линија. По рекламите време е да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата на Црвена линија. За следете не во овој момент профилот, повторувам, Црвена линија, Телма телевизија, учествувате во утрешната анкета. А на денешната анкета, конкретно на прашањето дали сте платиле повисока цена на каса отколку што пишува на рафт, под А со да одговорија 89%, под Б не сум приметил 6%, а под В не одговорија само 5%. Благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако утре имаме нов предизвик, нова тема, но препорачувам секогаш да кликате и на telma.com.mk да се информирате и да останете со Телма, бидејќи она што следува е да се кажеме со Горан Петрески.